Во регионалните вести ќе гледате. Затвореникот од Тетово, кој побегна од затвор и рани полицаец, требало да лежи до 2040 година, 19 за убиство и 2 за дрога. Зголемен број случаи на грип во земјава. Според Институтот за јавно здравје, веќе влегуваме во сезоната на грип. Во Тетово во 2022 година изречени 6373 мерки за непрописно паркирање, 4432 возила подигнати од ПАЕК службата. Тетовец осуден на 21 година казна затворот синоќа е во бегство. Инцидентот се случил при спровод на затвореникот во болница, при што на патот дотаму патничко возило без регистарски таблици им го блокирало патот, а осуденикот во тој момент го одзел пиштолот од полицаецот што го возел службеното возило и го ранил, пошто се дал во бегство. По него е распишана централна потерница, а од управата за извршување санкции ќе се утврдува дали има пропусти при транспорт на затвореникот. 36-годишникот Тетово, осуден на 21 година казна затвор, од синоќа е во бегство, а по него се трага со централна потерница. Од управата за извршување санкции информираат дека инцидентот се случил вчера вечер околу 23 часот и 20 минути. При спровод на осуденото лице од казнено-поправната установа Идризово во ургентниот центар Мајка Тереза, поради повреда на десната рака. А на автопатот кон Скопје кај бензинската пумпа на Лукоил, полициското службено возило било пресретнато од возило марка Ауди со сива боја, без регистарски таблички, кој им го блокирало патот. Осуденикот во тој момент му го одзел од футролата службениот пиштол на затворскиот полицаец кој го возел комбето и пукал во него пошто го повредил во долниот дел на стомакот. Поради повредата, возачот го запрел возилото, а осуденото лице се дало во бегство со патничкото возило Ауди. Вработените во затворската полиција го пријавиле случајот во СВР Скопје. Додека пак повредениот затворски полицаец е префрлен во болница за натамошно лекување. Управата за извршување на санкции дополнува и дека ќе направи вонреден надзор во казнено-поправната установа Идризово и за сите утврдени неправилности ќе преземе соодветни мерки, со цел да се утврди зошто не била обезбедена полициска асистенција за спровод до болница. Воедно ќе се утврдува дали постои одговорност за организацијата на спроведувањето на осуденикот, како и за пропустите кои довеле до ваква разврска на целиот настан. Инаку осуденото лице БМ од Тетово бил осуден на вкупна казна затвор од 21 година, од кои 19 за убиство и 2 за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Казната ја издржува од 28 декември 2020 година, а истата истекува на 17 април 2040 година. Зголемен број на случаи на грип во земјава во текот на изминатата недела. Најпогодени се децата на најмала возраст. Според Институтот за јавно здравје, веќе влегуваме во сезоната на грип. 821 случаи на групни пријави на заболени од грип, заболувања слични на грип се пријавени во текот на првата недела од годинава, односно од 2 до 8 јануари во земјава, што е за 2,4 пати повеќе во споредба со претходната недела. Според Институтот за јавно здравје се забележува зголемување на бројот на заболувања слични на грип, кој е над неделната граница за сезонска активност. За прв пат оваа сезона достигнате прагот на епидемиолошки влез во сезоната на грип. Бројот на пријавени лица оваа недела споредбено со првата недела од минатата сезона е зголемен за 74,7%. Во однос на возрастната дистрибуција, 360 лица се на возраст од 15 до 64 години, 234 кај деца на возраст од 5 до 14 години,
175 кај деца на возраст од 0 до 4 години и 52 случаи се регистрирани кај лица на возраст над 65 години. Највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст од 0 до 4 години. Заболените се пријавени во 12 центри за јавно здравје подрачни единици. Во Битола 174, Скопје 105, Кавадарци 94, Дебар 76, Гостивар 65, а во останатите бројот на пријавени е помало од 60. Во сезоната 2022-2023 вкупниот број на случаи на грип заболувања слични на грип изнесува 1751. Најголем број на заболени лица се пријавени од Гостивар, а највисока кумулативна инциденца е регистрирана на територија на Дебар. Според лекарите, вакцинацијата против сезонски грип е неефикасна заштита од ова заболување. Институтот за јавно здравје препорачува вакцинација на целото население, особено на лица кои припаѓаат на така наречени ризични групи, согласно препораките на Светската здравствена организација. Повозрастните лица над 65 години, деца на возраст од 6 до 59 месеци, лица со хронични болести, бремени жени и здравствени работници. Министерот за животна средина Насер Нуредини, одговарајќи на прашање околу стратегијата за намалување на аерозагадувањето на централно ниво, истакна дека владата вложува напори за измена на начинот на грејење во болниците и другите јавни установи. Исто така најави изградба на гасовод и во други поголеми градови во државата. Ние сме влада и ние сме направили измена на законот за амбиентен воздух, кој покажува, кој многу јасно покажуваш кои мерки морат тие општини да земат кога се е над границата на загадувањето. Ние како влада поддржуваме сите општини, бидејќи не е само Скопје, апсолутно, и ние сме надлежни за сите граѓани во државата. Заради тоа ни инвестираме како влада на сите објекти, на јавни објекти, на болници. Сме направили измена на грејење во болница за Куманово, истото направиме во Струмица и продолжиме и во Тетово и на другите разгледаме. Сите градинки и школови ќе имат можност и инвестираме на соларни панели, на изолација и на измене на начин на грејање. Имаме повеќе од 80 полициски станици кои се бил рехабилитирани и имат и се поеколошки денес и по-енергија ефикасен. Тоа не е само во Скопје, но тоа направиме во целата држава и во сите општините. И газоводот нема само да биде во Скопје, газовод ќе биде и во Тетово, и во Куманово, и во Битола, и во други градови. Проблемот е во целата држава, мора да бидеме свесни. За жал нема брза решение, но ако разгледаме податоци од претходните години, може да кажеме за секоја година имаме помалки денови кои се загадени во државата и во тие градови за кои ние ще зборуваме. Тоа значи дека сме во правен пат и ќе продолжиме со оваа стратегија да продолжиме да инвестираме на вакви проекти. Приведени дилери од Гостиварско пронајден хероин и кокаин. Уапсен малолетник поради инволвираност во тешки кражби. Во полицискиот билтен регистрирани физички напади. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 20 часот и 30 минути на улица Мара Угринова во Гостивар лишиле од слобода 60 годишникот Гостиварско Форино, 48 годишникот Гостиварски Добридол и 23 годишникот Гостиварско Калиште. При преглед на просторијата што ја користел едниот од нив биле пронајдени 20 пакувања хероин и грудка кокаин. Тројцата се задржани во полициската станица Гостивар и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци по член 215 од Кривичниот законник. Вчера околу 21 часот и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода малолетникот Добридол поради сомненија за негова инволвираност во две кражби пријавени во текот на овој месец во Добридол. Се расчистува и документира случајот. 40 годишник пак од Гостиварско Сенокосе, вчера во 18 часот и 45 минути во СВР Тетово, пријавил дека физички бил нападнат од неговиот 52 годишен соселанец. Случајот целосно е расчистен и против напаѓачот ќе следува соодветен поднесок.
Вчера во 19 часот и 5 минути во СВР Тетово пријавено е дека пред угостителски објект на улица Гоце Делчев во Гостивар неколку лица на излегување од објектот, а по претходна расправија физички нападнале двајца малолетници од Гостиварско Врапчиште. Во нападот, според пријавеното, еден од малолетниците се здобил со повреди од остар предмет. Извршен е увет и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера пак околу 18 часот и 20 минути во Тетовско Теарце со судска наредба привеле 26-годишникот Тетовско Доброште. Тој бил спроведен за издржување затворска казна во казнено-поправната установа Затвор Тетово. Вчера во Тетово била изречена 21 мерка за погрешно паркирани возила. Од СВР Тетово дополнуваат дека предходната година бројот на ваквите мерки изнесувал над 6000, додека пак од Тетовската ПАЕК служба лани биле подигнати вкупно 4432 возила. Секторот за внатрешни работи Тетово ги интензивираше активностите за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово. Вчера полициските службеници призеле 21 мерка со кои биле санкционирани непрописно, односно погрешно паркираните возила, претежно во централното градско подрачје. Минатата година пак на поширокото Тетовско подрачје, вкупниот број мерки кои се однесувале на непрописно паркирање изнесувал 6373. Најголемиот број од ланските мерки биле изречени во декември 822, ноември 772, октомври 711 и јули 691. Прекршителите ги очекуваат парични глоби, кои зависно од прекршокот се движат од 45 до 180 евра во денарска противредност. Возилата пак кои го попречувале нормалното движење на другите учесници во сообраќајот биле подигнати од Тетовската ПАЕК служба. Нивниот вкупен број лани бил 4432 возила. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!